но кој најмногу ни ги топи нашите души и нашите срца? Па се разбира дека најсладките и најмилите дечиња, кои што се во нашето студио, и јас ке им кажам добро утро и добре ни дојдовте, најубави, најмили, најсладки. Добро утро. Добро утро. Ете така. Ајде да се будиме, така? Дедо Мраз ви остави нешто тука многу брзашено, кажа дека да шепнете, односно можете и на глас да кажете новогодишни жилби, ке ви ги исполнел. Но ви остави пакетчиња, затоа повеќе со Ирена. Малце ги збуни, виж, вака те гледа. Добро ви утро, драги дечиња. Фала ви што сте ова утро заедно со нас. Станавте рано ова утро, денеска не сте во училиште, нели? Вчера беше последниот училишен ден, се поздравивте со другарчињата. Сега вака, јас ке си ги представам се 9 тука учиња. 9, сега вака. Се надевам дека дека добро ги запамтив имињата. До мене Сара, Мила, Стефи и Јован. Сара и Мила се во трето оделение, а Стефи и Јован се во прво оделение од училиштето браќа Миладиновци. Ете така. Сега јас сакам да ве прашам вас, ке си почнам вака овде од Сара, да ја прашам Сара за тоа како ученичка си, како помина ова полугодие. Беше тешко? Не до толку. Не до толку. Учевте и песнички, учевте и многу нови работи на училиште, така? Нешто вон училиште, некоја активност дали имаш вон училиште? Може би игра орна, може би нешто друго, дали пишуваш песни, може би? Па имав игра, но сега се отпишу. Така, ке ни спееш малку подоцна и песничка. Сега може микрофончето на Мила да го дадеш. Мила сега ми кажуваше, не можев да запамтам се на брзина, ама каде се не учествува. И пливање, така? Да. И игра орна. Танц, така беше? Не игра орна, танц. Да. И што не запамти оваа водителка друга? Имаше уште нешто. Да. Така, што е тоа? Одбојка. Одбојка. И кажи ми, што ти е најомилено од сите овие работи? Што најмногу сакаш да посетуваш? Пливање. Пливање, каде пливаш? Во Борис Трајковски. Добро. Веќе знаеш да пливаш, така? Да. И сега вие имате настапи, настапувате, одите на надпревари или како тоа функционира? Да. Да? Идеме на надпревари, идеме на настапи и се надпреваруваме. И колку пати неделно е тоа пливањето? 3 пати неделно. 3 пати. Има повеќе момчиња или повеќе девојчиња? Подеднакво сме. Подеднакво. Може ли сега микрофонот да го дадеш на твојата другарка Стефи? Стефи, добро утро. Ти си прво оделение, така? Во истото училиште. Ке ни кажеш сега пишување и читање се уште не рано е, така? Ама што учевте во прво оделение, ова прво полугодие од првото оделение? Учевме букви. Букви, бројки, така? Можеш малку микрофончето или малку погласно да зборуваш, за да може да те слушнат нашите гледачи. Учевме за какви звуци. Добро, може сега микрофонот на Јован, така? Јован, ние исто прво оделение, вие учите заедно? Да. Така? И Јован, ти што научи, што ти беше интересно ова прво полугодие од прво оделение, запозна нови другарчиња, така? Да, и друго. И сега мене ми кажа твојата наставничка дека си одличен шахист, играш шах, така? Каде? Кој ти е наставник по шах? Кој те учи шах? Во училиште? Орце и Орце? Орце и Маријан. Како? Орце и Маријан. Добро, во Јака Кемал? Тамо имате Орце, леле, многу да го поздравиш. Орце ни гостува овде често пати и мислам дека сите... Ја тој немам и кошалка. И кошарка тренираш? Браво. Даваш кошеви многу? Да. Имате некои надпревари или се уште е рано? Сега само ве учат... Имаме веќе 2 надпревари. И? Победивте или изгубивте? Да? Победивте. Па браво, браво. И сега вака да те прашам, бидејќи тренираш кошарка, предпоставувам имаш омилен кошаркар? Да. Кој? Не знам како се вика. А кај игра? Во кој тим игра? Па црвен и 23 мислам дека. Да не е Мајкл Џордан? Да? Браво. Браво. Има скос црвен дрес. Да, црвен дрес и бројот му е 23 на дресот, така? И играше порано за Чикаго Булс, јас колку што се разбирам, ете. Тоа знам.
Сега може да ни спеете некоја песничка, една некоја новогодишна песничка, мислам дека Сара... Ти? Ајде. Елко, елко, Ако остави го сега, како? Ајде. Може Елко, Елко. елко, поласно ще ти педи, за да може Можеш малку дедо... погласно? Малку погласно, за да може да се слушне убаво? Па викни, малку така, силно, како кога давате кош. Ете така. Елко, поласно ще ти педи, за да може дедо моја да овида дели. Браво. Некој друг сака да отпее песничка, Сара, сакаше ти така? Може само микрофончето. Ете така. Среде соба високо, елката ни стои, и ја красат играчки во илјада бој. Елко, елко, порасли ще 2-3 педи, за да може дедо мраз дарови да реди. Слежена од гранките, милно ни се смее, и ни вели весело, секој нека пее. Елко, елко, порасни ще 2-3 педи, за да може дедо мраз дарови да реди. Браво. Кој кажа дека нема да пеат? Наставничке вие, ама видите, преубаво си пеете и сите ја знаат оваа песна, па ја и Слободанче, ја и ти ја знаеме оваа Само нели песна. полемика е дека среде соба високо елката ми стои, не е во среде соба. Туку е на крај. Секако е во чоша некаде. Нека се живи, здрави, срекни и насмејани да сте секогаш. Да. Сега да ве прашам вака, кој ви е омилен предмет во училиште? Може. Ликовно. Ликовно. Убаво сликаш, убаво црташ, така? Ама и уште нешто сакаш да правиш, јас слушнав тука. Сакаш да се шминкаш, така? Како сите девојчиња и многу си убаво нашминкана. Кој те нашминка, наша Сандра? Да, браво. Многу убаво ти стои, да си ја чуваш шминката вечер за нова година. Ќе ми кажете што сакате, ве прашав сега дали дошол кај вас Дедо Мраз. Кај некого дојде, кај некого не, ќе ни кажете што ви подари Дедо Мраз за новата година? Да, само микрофончето на Стефи. Мене ми подари стич пенкало, стич бланка и фустан Браво. и чоколаден Дедо Мраз. Само јас не знам што е тоа стич, пенкало и стич. Не сме ние сме малку од друга генерација. Што е тоа стич, пенкало? Стич е син. Сино пенкало, и што се прави со тоа пенкало? Се пишува? Нешто малку по... Не, обично пенкало. Аха, добро. Јован, тебе? Дојде Дедо Мраз кај тебе дома или ќе дојде може би вечер? Не дојде. Не дојде? Ама вечер ќе те изненади, така? Мила кажа дека не, има време да се поправи Дедо Мраз и вечер да дојде. Сара, кај тебе само микрофончето ако може, за да може да се слушнеме. Мене истото ми го донесе. Што, срце? Па стич пенкало, стич бланка и фустан и чоколаден Дедо Мраз. Пакетчиња примате, така? Мислам, јадете пакетчиња. Да. Ние овде од нашата телевизија, од телевизија Алфа, ќе ви подари, еве, по едно вакво пакетче, многу тешко големо е, и многу е тешко. Дедо Мраз кај нас дојде малку порано. Мислам дека утрово или вчера, Слободанче, не знам како беше. Важно, има за секој од вас по едно вакво новогодишно пакетче од телевизија Алфа, да ве подсетува дека ни бевте овде кај нас гости. Јас сега ми преостанува само уште да ве прашам, имате ли, претпоставувам и верувам дека имате новогодишна желба, што сакате да ви се исполни во новата година? Во новата година јас сакам мене да ми се исполни. Што, срце? Сакам рачен саат. Рачен саат. Да. Ете, нека слуша Дедо Мраз, нека запише за нашата Сара еден рачен часовник, така во новата 2025 година. Мила? Јас во оваа 2025 година сакам да имам мир во светот, да имам Што да има? секој дете да има топол и чист дом. Дом, така. И јас имам една желба која е моја, а таа е да моите родители да бидат живи и здрави, мојот дедо да биде жив и здрав, мојата баба, мојот брат и сите останати. Имам една моја желба, да сакам да добијам сестра.
Срце убаво. Доаѓа да ве гушнам сите, ама тоа на крај. Стефи? Твојата новогодишна желба? Сакам мама и тато да бидат живи и здрави. О, срце убаво. Ке бидат злато. Јован? Имам две желби. Ајде. Сакам да бидам најдобар кошаркаш. И втората да бидеш најдобар шахист. Не, да добиам PlayStation 5. PlayStation 5. Дедо Мраз нека си запише PlayStation 5 и што беше рачен часовник за Сара. И јас ви посакувам И најдобар кошаркаш. и Желка. Јас ви посакувам се да ви се оствари во новата 2025 година. Кошаркаш. Ја би Ви била посакувам. најдобар пливач. Пливач секако. Ние во тоа не се двоумиме. Ви благодарам многу. Овдека се што има внатре да си изједете. Ова е се за вас. Дедо Мраз ова го донесе за вас. Ке ве гушнам после разговорот и ви благодарам многу што бевте ова утро заедно со нас и кажавте се ако сакате нешто да испеете или можеби тука завршуваме. Тука завршуваме, така? Добро. Да, еве јас би се придружив. Одлична придружба. Да. И јас им посакувам на овие пресладки наши гостинчиња да им се исполнат сите новогодишни желби. Цопче дојдов да ти ги донесам вестите за 8:30. Сега може ли јас да те најавам? Ајде. Ајде вака. Прво ќе им кажам на дечињата уште еднаш среќна нова година, да сте ни живи, здрави, среќни, весели, како вие, така и сите наши дечиња, па и во целиот свет.